Ќе чекориме по тесните улички на некогашниот велелепен антички град Хераклеа Линкестис. Можноста да се навратиме многу векови зад нас во историјата на нашите стари предци, барем со погледот и во мислите, создава неверојатно чувство. Денеска ќе прочекориме само низ ходниците на историјата за она што се случувало во овој антички град, со оглед на тоа што има напластено длабока историја. А низ тие ходници на оваа историја ќе не води господин Енгин Насух, археолог, кустос, советник во Завод и музеј Битола. Добар ден, прво поздрав до вашите гледачи. А навистина, како што кажавте, велелепен град, а ние го викаме, милуваме овде во Битола, да викаме бисер на антиката, и за нас е можеби најубавиот антички град во Македонија. Град кој живеел повеќе од 1000 години, значи прв пат ни се спомнува во едно од Филипиките на Демостен при средината на 4 век стара ера, каде што кажува дека Филип II гради град на границата со илирите. Хераклеа. Од долгите археолошки истражувања и со децении наназад укажуваат на тоа дека овде некогаш се живеело доста богато, за да после одреден период се живеело и многу сиромашно, но сепак овој антички град располагал со богати водни ресурси, со плодна почва и со една позитивна, пријатна клима за живење. Точно така. Значи, градот се наоѓа на едно извонредно место за живење и не случајно овде наоѓаме траги уште од бронзениот период, кога овде живееле луѓе. Местоположбата е извонредна. Богатството на градот во еден период го покажува самата архитектура, го покажува архитектонскиот дострел и де се штедело на при развивањето на градот. Еден од показателите ни е комплексниот систем на водовод и одвод. Во градот имаме еден, како да кажам, прекрасен систем на водовод и одвод кој го изградиле римјаните, кој работел и после нив, во средниот век, а и ден денес дел од тој водовод ние го одвод и поточно одвод го користиме за одводнување на локалитетот. Богатството на градот ни го покажува, како што кажав, архитектурата. 1300 метри квадратни мозаици, кои се дел од архитектурата. Верувајте, во тоа време мозаиците се знак на богатство. Уште ако кажеме дека не се тие единствени мозаици кои биле направени, тие се правел мозаик, користел неколку години, одреден период, после тоа се трга, доаѓа нов епископ, поставува нов мозаик. Ние имаме места, траги од археолошките истражувања, каде што покажуваат 3, 4, 5 мозаици еден врз друг. Тоа покажува силата, моќта финансиска на градот, а таа моќ доаѓа од самата негова местоположба. Се наоѓа на Вија Игнација станица, трговски пат и воен, и раскрстицата со дијагоналниот пат кон оди кон Стоби и кон натаму кон Дунав и Дакија. Една централна положба во овој дел од Балканот. Кога сме кај епископската резиденција, да споменеме и дека овој град се споредувал со Ватикан во мало. Точно, комплексот на епископската резиденција, ако добро го разгледаме, ќе видиме дека е целиот затворен, исто како Ватикан. И епископската резиденција, тоест епископскиот комплекс, во градот делувал, функционирал како еден затворен систем, во кој го има тој резиденцијален дел и во кој влегуваат исто големата базилика, малата базилика, и вашата камера дори може да го фати тоа обзидие со кое таа епископска резиденција била одделена од останатиот дел од градот, заради интимност и заради одбрана. Господин Енгин, овде низ муабет ни кажавте дека има напластено дури 7 метри во длабочина историја, која што континуирано се менувала, а археолошките истражувања покажуваат и докажуваат една нова и нова историја. Имате и последни податоци по истражувањата за тоа што се случувало овдека, а сето тоа ќе го опишете во вашиот последен труд. Да, точно, капиталните археолошки ископувања од 2008 до 2014 година, кои беа во голем обем, ни дадоа нови податоци. Имаме нови податоци дека градот сепак не замрел нагло, дека животот продолжил се до 10-11 век некаде.
Ова е една посиромашна мерка, значи не толку со тие големи цивилизацијски добивки, но сепак населението останало овде да живее. Исто така и наодите од 4 век стара ера ни покажуваат дека континуитетот на живење е тој. А сето тоа, значи сите тие нови сознанија ќе бидат објавени во најновата монографија за Хераклеја Линкестис, која ќе излезе ова година и која работиме заедно со колешката Аница Ѓоргиевска. Еве, останува да ги поканиме сите гледачи на македонската телевизија, дали овде во Македонија или пак надвор во диаспората, да дојдат во Битола на локалитетот Хераклеја Линкестис, бидејќи навистина има што да се види. И еве, ако не друго, барем денеска да ги потикнеме за момент да се навратат во мислите и размислувањата за тоа како пред многу векови живееле нашите предци пред нас, дека и навистина и тие воделе еден квалитетен духовен, но и материјален живот. Па видите, квалитетниот духовен и материјален живот никогаш не недостигале на ова подрачје. Значи, цивилизацијските текови, културните придобивки на овој простор, историјата ни кажува дека ги имаме одамна и илјадници години. Значи, не само во Хераклеја Линкестис, ако се навратиме и порано на преисторијата во Пелагонија, Велушко-Породинска група, за мене е сето тоа еден континуитет. Значи, зборуваме за 5000 години стара ера и 2000 години нова ера.